Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Под мотото повеќе од образование, минатата недела се одржа третиот отворен ден Укло и пријателите, годинава под боите на Европската универзитетска алијанса Колорс. Денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Укло ФМ Битола го посветуваме токму на овој настан. Домаќинот на настанот, кој се одржа на 10 мај 2024, Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, на едно место ги собра студентите, професорите, средношколците, јавните институции, представниците од бизнис заедницата и граѓанскиот сектор, организации и поддржувачи на Укло, со цел да се овозможи вмрежување и да се даде придонес во развојот на локалната заедница. На отворениот ден се одржа две панел дискусии. Во изложбениот дел Ден на кариера, 12 единици на Укло ја представија својата образовна понуда, можностите за мобилност, проектите, лабораториите, програмите и центрите на Укло. Истовремено, компаниите од регионот ги запознаваа присутните со нивните дејности, можностите за стипендирање и вработување. На отворениот ден се доделија признанија на студенти, Укло амбасадори, како и талентирани и надарени студенти. За отворениот ден и неговото значење за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и заедницата, пред почетокот на настанот имавме можност да разговараме со ректорот на Укло, професор доктор Игор Неделковски. Организираме отворениот ден во Охрид на нашиот факултет за туризам и угостителство, една од најстарите и најголемите единици на универзитетот. Минатата година имавме отворени денови во Битола и Прилеп. Логичко, сега продолжуваме во Охрид, се надеваме во другите градови и со тоа го потврдуваме регионалниот карактер на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кој иако е седиштето во Битола, е регионален универзитет кој делува во 6 градови и го покрива југозападниот дел од државата. Во рамките на отворениот ден Укло и пријателите, денеска и две панел дискусии, вие сте учесник на вториот панел, повеќе од образование. Да, традиционално имаме на овие отворени денови присуство на компании, на нашите студенти, на нашите професори, дискутираме за проблемите. Присутни ни се и од општина Охрид, заменик градоначалникот, така да затоа и одбрана таа тема. Универзитетот не е место каде што се добива само образование. Универзитетот преку својата научна, апликативна и развојна компонента има за цел да допринесе за бенефит на заедницата во која функционира, да придонесе за развој на регионите во кој што е активен. И преку образование на млади кадри, но, како што реков, споделување на знаењето на професорите, на студентите за добровит на општеството. На денеска тука присутни компании, како поддржувачи на универзитетот? Примарна е соработката со компаниите. Универзитетот ја губи својата смисла доколку едуцира млад кадар кој не би можел лесно да најди вработување. Ние посакуваме повеќето да најдат тука во државата. Затоа е многу битно да имаме соработка со компаниите, не само за тоа да го слушниме нивниот глас, нивните потреби, каков кадар им треба, туку
да компаниите уште во текот на студирањето дојдат во контакт со нашите студенти, ги привлечат на пракса или можеби уште веднаш по дипломирањето или уште во студирањето ги вработат, тоа е најдобриот механизам за спречување на одливот на мозоци. Бидејќи доколку некој дипломира, има одреден вакуум после тоа, голема е шансата дека на таа млада возраст ќе се одлучи да бара подобро утре на друго место, а на овој начин, додека студираат, праксата покажува тие компании кои што се присутни на универзитетот, си најдуваат квалитетен кадар, уште во текот на студирањето, а со тоа самите студенти помалку се мотивирани да го напуштат регионот. Работливоста генерално во државата денеска не е проблем. Ние нема факултет кој што има проблеми со вработливоста на кадарот. Започнаја техничките науки со таа глад за квалитетен кадар, се проширија на општествените науки, така да ние сега соработката на компаниите ја креваме на друго ниво, да бидејќи нив им недостасува кадар, да уште во текот на студирањето се во контакт со нашите студенти. Одамна во Македонија, мислам, се надмина тој проблем каде што ни беше главно што после дипломирањето. На отворените денови во Битола и во Прилеп се потврди соработката со локалната самоуправа, а и со присуството на самиот градоначалникот на Охрид на овој настан. Значи ли тоа подпишување меморандуми за соработка? Да, добро, бидејќи градоначалникот на Охрид е службено отсутен во странство, подпишувањето ќе биде кога ќе биде во државата. Меѓутоа, ова го потенцираме она што го реков на почетокот. Универзитетот, иако формално правно, нема никаква поврзаност со локалните самоуправи, со општините, мора да делува заеднички. Посебно универзитети како што е УКЛО, кои што се регионални универзитети, бидејќи целта на секоја општина е да има поголем број образовани млади луѓе, да тие останат во општините да живеат каде што се родени, а со тоа ќе се привлечат и нови инвестиции. Ние како универзитет сме еден од механизмите да тоа им го овозможиме на општините, затоа ние уште во почетокот ја отворивме вратата за градоначалниците и општините, подпишавме договори и веќе дури и некои општини даваат и стипендии за пракса на нашите студенти, се со цел, велам, да придонесиме кон подобар развој на регионите во кои што делуваме. Иначе, ако универзитетот се изолира од заедницата во која делува, не е добро, се губи смислата за делување во заедницата во која обставува. Третиот отворен ден под капата на Colors. Да, универзитетот е веќе дел од Европска универзитетска алијанса, алијансата Colors. Ке имаме уште многу вакви настани, нели, тука партнери се 9 земји, од Македонија и 8 други земји, и сите овие настани ќе бидат меѓународни, почнувајќи од денешниот, а и оние студенти кои што ќе се запишат од наредната година до крајот на студирањето во наредните 4 години, за прв пат во Македонија ќе имаат можност дел од предметите да ги полагаат на нашите партнерски универзитети од 8 земји, па дури некои и да аплицираат за двојна диплома. Благодариме. Благодарам ја. Третиот отворен ден УКЛО и пријателите започна со панелот Студентите можат, на кој учествува студентите Ана Марија Николовска од Факултетот за безбедност од Скопје, која беше амбасадор на ден во амбасадата на Велика Британија, Ева Нешковска од Педагошкиот факултет Битола, ловороносец на УКЛО Тривиум 2024 и дел од репортерскиот тим УКЛО Colors, како и студентите од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, Антонио Крстановски, добитник на награда за најдобар студентски труд, и Марија Белјановска од студиската програма Гастрономија
образование и прехранбена технологија. Тие ги споделија своите искуства од учествата во бројните настани организирани од УКЛО и потврдија дека сознањата и вештините кои ги стекнале на универзитетот може да ги остварат своите соништа и успешно да ја градат својата професионална кариера. На вториот панел, повеќе од образование, се дискутираше за важноста од поврзувањето на универзитетот со реалниот сектор. Денеска во емисијата за Универзитетот отворено ќе се задржиме повеќе токму на овој дел од отворениот ден на УКЛО и пријателите. За него повеќе по музичката пауза. Останете со нас. Zapalky na polnoc se ľúbať skázalky a komuliona večerva nutí usní mesto večera. Se dopad snegový a ona od prsty negový. Hajde dečko, už te litardaj, Božja krv pod nežini od kraj. Nek me razbije crno ti kveško, crno ti kveško, koj ne sakal, toj ne znaje što je najteško, crno ti kveško. Ja si znam, dajte vino da mu priznam. Nokeska, nek me razbije, crno ti kveško, crno ti kveško.
Како што кажавме предходно, денеска во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола ќе се задржиме повеќе на панелот повеќе од образование кој се одржа во рамките на третиот отворен ден УКЛУ и пријателите, чиј домаќин беше Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Учесници во панелот беа професор доктор Игор Неделковски, ректор на универзитетот, заменик градоначалникот на општина Охрид Перчо Божиновски, магистер Наташа Јаневска, проектен менаџер во стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија, професор доктор Снежана Вичевска, деканка на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид и професор доктор Драгица Оџаклиевска, деканка на Економскиот факултет во Прилеп. Модератор беше проректорката за студентски работи на УКЛУ, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Како досега УКЛУ го градеше концептот повеќе од образование, што УКЛУ ќе понуди како дополнителна вредност за студентите во иднина. На овие прашања одговор даде ректорот на УКЛУ, професор доктор Игор Неделковски. Образованието во денешниот современ свет е поделено на три нивоа. Примарно или основно образование, во кој секој човек се описменува, ги добива основните вештини за математика, природни науки, физкултурни вештини, музика, уметност и така натаму. Тоа образование има за цел да го научи секој граѓанин на оваа држава да биде способен да функционира во општеството и да има основни познавања. Потоа следи секундарното образование, кое може да биде општо за надградување на општите знаења од примарното или стручно, по кое ученикот ќе добие вештини со кои потоа ќе може да се вработи. И овие два нивоа на образование се задолжителни. Третиот степен на образование, терцијарно образование или високо образование, секој го бира по собствена волја, не е задолжително, што значи тоа што го одбрал тој студент сака да го работи во текот на својот живот. Значи на универзитетот се оспособувате вие студенти, односно ги оспособуваме нашите студенти понатаму преку својата професија да заработува за себе и за нивните идни семејства. Затоа е многу битно да добијат повеќе од образование, бидејќи кога ќе навлезат младите луѓе во професионалниот живот, знаењето не е единствената карактеристика што ја цени секој работодавач. За да бидете успешен професионалец, треба да бидете сестран човек. Да имате познавања од многу општествени активности, да бидете проактивен, да волонтирате во општеството во кое делувате, да бидете здрав, да имате здраво тело. Кога јас студирав, имаше една поговорка, се викаше во здраво тело, здрав дух, физичкото здравје ќе донесе и здраво ментално здравје. И само така да бидете и весели. Нема сигурно да ве ценат во ниједна компанија ако бидете некој мрчатор, да бидете весел, позитивен како личност. Сите овие работи треба да ги добиете на универзитет. Преку класичната настава да добиете знаење. Знаење и практични вештини со кое утре или други ден ќе заработувате. Јас стално им повторувам на нашите студенти. Тука сами дојдовте, никој не ме натера, вие сакате да го занимавате со тоа што го избравте и овие 4 години ви се шанса да научите за потоа добро да заработувате. Но овие 4 години треба да научите да се забавувате, да спортувате, да учествувате во сите можни акции на
на околината околу вас. Да се грижите за еден горлив проблем во Македонија, за околината, загадувањето, нечистотија. Само така ќе станете комплетна личност. На Укло имаме долга традиција во наставни активности. Како што рече нашата проректорка, сега имаме и правилник во кој ќе добивате така наречени, за тие што не се од дел од високото образование, имаме гости, кредити. Кредитите се начин на вреднување на знаењата на студентите, што значи дека ние како универзитет ќе ви дадеме признание дека сте активни не само на часови, туку и надвор од часовите, преку доделување на дополнителни кредити кои потоа можат да ви користат во вашиот професионален развој. Затоа правиме многу, организираме културни настави, ораторски настави, спортски активности, кои што се многу битни, еколошки активности. Нашиот факултет за безбедност, јас ме имаше едно кампување во природа. Има многу вакви активности во кои што ве повикувам сите студенти и сите професори да учествувате. Ние професорите со пример да им докажеме дека знаењето е битно, меѓутоа покрај знаењето има и други работи кои што се битни во животот. Не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш како ми е не сваќаш, не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, ти е неважно каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено,
Како што кажавме, на панелот повеќе од образование учествуваше и заменик градоначалникот на општина Охрид Перчо Божиновски, која потврди поврзаноста на општината со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ја истакни соработката со Факултетот за туризам и угостителство. Господинот Божиновски посебно се задржа на прашањето што општината може да му понуди на универзитетот. За успешна средина и успешна соработка меѓу институциите секако дека треба да биде она успешна соработка која што ќе имаат оние ученители кои што се на менаџерските и на раководните позиции. Меѓутоа тука секако и бизнес заедницата, а таа една тријада која што се прави меѓу нив е онај клуч на успехот на кој што сите ние ученители сакаме да го пренесеме на идните академски граѓани, односно студентите кои што понатаму ќе треба да ги преземат оние позиции за кои што нели ќе се усовршуваат во своето образование. Последниот период точно интензивирани се соработките кои што ги имаме па и со генерално, значи ќе речем со Универзитетот Свети Климент Охридски, секако тука туризмот, Факултетот за туризам и угостителство е она водечка, па и наша прва гранка која што не само градот Охрид функционира и живее, туку и самата Македонија. Подпишани меморандуми за соработка и оние сите елементи кои што ние како локална самоуправа ги црпиме во делот за локален економски развој и за развојот на туризмот, токму се оние придоноси кои што ги имаме од самиот факултет. Тука би ги спомнал помошта и изработката на изобилите студијата за туризам, развојната студија за рурален туризам и секако оние сите конференции, сите вакви настани кои што ги имаме како универзитетна соработка, а тие се елементите од кои што зависи и развојот на самата општина, а и на самата средина. Секогаш велиме дека образованието е клучот на успехот. Идните академски граѓани треба да се најдат помеѓу желбата и помеѓу она што е барано на пазарот на трудот, Охрид како туристички град, Охрид како студентски град, токму врвот и приоритетот треба да им бидат дадени на туризмот и на угостителството. Впрочем и како општина Охрид сме една од ретките општини кои што за оние ученици кои што ќе ги исполнат критериумите, се мисли на сегашните матуранти и академски граѓани, а ќе се запишат на Универзитетот Климент Охридски, да бидат корисници на стипендија која што ја доделува општина Охрид, 9 месеци по 3000 денари, износ кој што навистина значи за студентите како поддршка, знаејќи дека студентите во прва година немаат можност да ги користат стипендиите од Министерството за образование и наука. Ќе продолжиме со соработката која што ја имаме со целиот универзитет, особено со Факултетот за туризам и угостителство, и секогаш ќе ги поддржуваме настаните кои што се во интерес на целата заедница, на градот, на факултетот, на универзитетот и на Македонија воопшто. За соработката меѓу УКЛО и Стопанската комора на Македонија зборуваше магистер Наташа Јаневска, проектен менаџер во стручната служба на комората. Нејзиното излагање ќе го слушнете по музичката пауза. Бидете со нас на 90,8. Шалгија покрај Авлија
čalija. Ti si melena rana, sonuvan sakan, milovan, bendi san. Ti si lek što se čeka, duri do veka, na 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 na. Вие сте со програмата на УКЛО ФМ Битола, ја следите емисијата за Универзитетот Отворено, во која денеска пренесуваме моменти од третиот отворен ден на УКЛО и пријателите, кој се одржа минатиот петок на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. На панелот повеќе од образование зборуваше, како што кажавме, и магистер Наташа Јаневска, проектен менаџер во стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија. Таа се осврна на потребата студентите во текот на целото образование да имат практична работа, компаниите да им обезбедат ментори со кои ќе стекнат практични вештини со цел да излезат подготвени на пазарот на трудот. Слушнете господјата Јаневска во продолжение. А многу е важно што како факт да го истакнам дека секој трет вработен во државата е вработен во реалниот сектор, односно во компаниите членки на Стопанската комора. И тоа ни е нас еден предизвик, ние активно да се вклучиме во процесите на образованието и да помогнеме на компаниите да го стекнат, да го добијат потребниот кадар. Како представник на бизнес заедницата, значењето на бизнисот секогаш се гледа низ призмата на финансиска вредност, но и на услугите на производите кои што ги нуди за развој и просперитет на државата и на општеството во целост. Но тоа не може да се реализира, ниту пак да ги постигне сите оние
движечки сили кои што се случуваат и промени ако немаме квалитетен и освежен кадар, а тоа можеме да го постигнеме само со една силна синергија помеѓу образованието и помеѓу бизнес заедницата, односно реалниот сектор во поширока смисла. Ние работевме точно во делот на стручното образование, во промовираме концептот на дуално образование, каде што самите компании ги земаат на практична обука и каде што она што учениците го стекнуваат како теорија во училишните клуби успеа да го аплицираат и да го видат во самото реално место во компаниите. И тука имавме успех, и вака со гордост можам да кажам дека оваа година 2/3 од средношколците, односно учениците кои што се запишаа во средно образование, се запишаа во стручно образование. Затоа што на тој начин ја потикнавме и атрактивноста на стручното образование. Тоа значи дека не само што учат да излезат да бидат оплеменети со знаење, туку успеавме и да ги остручиме за одредени работни места и за да постигнат одредени работни вештини. Сето ова ние сакаме да го присликаме во високото образование. Ние го знаеме дека одредени факултети веќе работаат на оваа проблематика. Знам дека и универзитетот има доста факултети кои што работи на оваа проблематика, но не смееме да ги гледаме одвоено и парцијално работи. Мораме тоа да го направиме системски, но не круто, флексибилно, како што секогаш се прави во образовните процеси, туку системски преку процедури да можеме да ја воспоставиме практичната настава во текот на целата студиска година, не само во летниот период, да оспособиме и да остручиме ментори, но кога зборам ментори, тоа се лица кои што работаат во компаниите, инженери или одредени личности со високо образование, кои што ќе им помагаат на студентите, ќе им водат изработните процеси и на крај да добиеме остручен кадар, кој што на висина, на реално работно место, на новата технологија која што ја поседуваат сега компаниите, можат да излезат висококвалитетни кадри и повторно да бидат абсорбирани од страна на бизнисот. И тука сакам да се задржам на 3 принципи кои што треба да постојат во самата соработка помеѓу бизнес секторот и помеѓу универзитетите. Првиот принцип е принципот на функционалност. Тоа значи оно што излегува од универзитетите треба да биде применливо, односно да биде мерливо со тоа што ќе имаме брзо вработување на самиот продукт, односно на дипломираните студенти. Тоа можеме да го направиме ако ги стандартизираме квалификациите и студентите точно ќе знаат кои квалификации се нудат, а тоа се прави преку заедничка соработка, повторно ќе речам, со бизнисот, со високообразовните институции, но и со локалната самоуправа, затоа што таа треба да диктира кои квалификации за компаниите кои што се наоѓаат во регионот, каде што гравитираат универзитетите да можат да ги испорачаат. Тоа е да учествуваат во студиските програми, во креирањето, затоа што бизнес секторот знае точно кои квалификации, кои знаење, кои компетенции се потребни, ќе имаат највисоката софистицирана технологија и токму заради тоа знаат да помогнат во креирањето на студиските програми и во ведувањето, како ќе кажам, на практичната настава, која што на вистина може да создаде апликативни студенти кои што бидат стручни и високо квалификувани. Вториот принцип е принципот на адаптибилност. Тој принцип е многу интересен затоа што како универзитет токму сте дел од овој колос. Проектот кој што многу значи за студентите, каде што студентите многу можат да научат, но тоа што ќе го научат да го применат и тука кај нас. Не можеби целосно, но според реалната ситуација и состојба на нашата држава и принципот на одржливост, тоа значи заеднички да делуваме, заеднички да креираме, заеднички да работиме и да можеме на студентите да им овозможиме на вистина една научно-истражувачка дејност со помош на компаниите, да им отворат вратите кои што ќе истражуваат, за да добиеме на вистина остручени дипломирани.
Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po starom, rani me, odi ka nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete. Nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan. Nogi tebe, ke nikoj negi broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po starom, rani me, odi ka nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete. Nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan. Nogi tebe, ke nikoj negi broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan. Nogi tebe, ke nikoj negi broji nogi tebe, koji tebe ja se nemam. Професор доктор Снежана Дичевска, деканка на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, и професор доктор Драгица Оджаклиевска, деканка на Економскиот факултет во Прилеп, на панелот "Повеќе од образование" ги потенцира активностите и преземените задачи во градењето и негувањето на поврзаноста со бизнис заедницата во интерес на студентите. На почеток еве што нагласи деканката Дичевска. Аналогно на студijskите програми кои што на нашиот факултет реализира од област на туризм, гостителството, осигурување, царина и шпедиција и менеджмент во услужен сектор, навистина може да се пофалиме и да бидеме горди со тоа што ќе работуваме и со индустријата, и со финансискиот сектор, со структурните компании, со банките. Соработуваме со Царинската управа на Република Македонија, соработуваме со шпедициите, хотелите, туристичките агенции, малите и средните предпријатија, и таа соработка се остварува преку неколку форми. Една од тие форми е клиничката настава, која каде што експерти од реалниот сектор се наша покана, доаѓаат, пренесуваат своите знања, своите искуства, со што ги мотивираат студентите на тој начин да ја проникна таа любопитност, да може во нареден период да биде почеток на развој на нивната кариера. Соработката со реалниот сектор се остварува со тоа што често пати во организација на повеќе настави кои што се организира секогаш се рамките на нашето секторство. Имаме фидбек од нивна страна и во секој случај не смеме да забораваме со работата со изградениот сектор, кој што многу често на нашиот факултет се доси на тој начин студентите да компетенции во однос на уработки, вештини и во однос на промоција и во однос на изработка, сирија, мотивацијски структури. Значи, во секој случај, без соработка со сигурно на зачинители не би биле лоши. Да слушнеме и деканката на Економскиот факултет во Прилеп е професор доктор Драгица Оджаклиевска. Наистина има одлична соработка со бизнис заедницата и со општина Прилеп и постојат различни форми преку кои што ја организираме ваквата соработка.
Пред се предавања на истакнати стручњаци кои што имаат долгогодишно работно искуство и кои што на студентите им ги пренесуваат деловно практични искуства, преку реализација на различни проектни активности, преку практична работа на студентите и слично. Особено сме внимателни при креирањето на студентските програми, оно што го потенцира госпоѓата Јанева, бидејќи тие мора да бидат прилагодени според потребите на пазарот на труд. Така од оваа година, во рамките на нашите студентски програми, имаме работилници за професионално усовршување. Истите започнуваат од третиот семестар. Предавањата во рамките на овие работилници се на апликативни теми. Тие се различни од материјалот кој што е опфатен во редовните предавања. И тие предавања ги реализираат професори заедно со представници на бизнис заедница. Тоа е многу битно, бидејќи на таков начин студентите стекнуваат дополнителни знаења и вештини, односно ги унапредуваат стекнатите знаења. Од особено значење ни се и мислењата, сугестиите кои што ни ги дава одборот за доверба и соработка со јавноста, а истиот е составен од представници на бизнис заедница. Исто така важна е поддршката на бизнис заедницата во поглед на обезбедувањето на стипендии за академскиот подмладост на економскиот факултет во Прилеп. Ваквата практика е составена неколку години наназад, а и оваа година имаме над 20 стипендии обезбедени од компаниите и тие се наменети за упис на студенти во прва година на прв циклус на студии. И се наменети како за најдобрите ученици, така и за учениците од социјално најнивите категории. На економскиот факултет постои посебна процедура која што содржи критериуми за начинот на кој што ги бидат доделени ваквите стипендии. И благодарност и општина Прилеп која што исто така ни обезбедува вакви стипендии. Друго што би сакала да потенцираме тоа дека на нашиот факултет постои центар за професионално усовршување и кариерен раст. И овој центар е многу битен, бидејќи ја унапредува соработката со бизнис заедница, особено во доменот на проектната соработка. Така, во изминатиот период имавме соработка со компанијата Факома во Скопје, именно тим на професори и студенти извршија истражувања на актуелната состојба и потребата од уведување на повратни вендинг машини на територијата на општина Прилеп и општина Битола. И ваквите анализи понатаму беа основа за креирање на стратегија од страна на Факома и поведување на вендинг машините во општина Прилеп и општина Битола. Исто така беше организирана и мултидисциплинарна проектна активност заедно со компанијата iSource. Целта беше студентите, нормално со помош на професорите ментори, да креираат стратегии за настап на странските пазари. И тоа со примена на мултитаскинг систем. И се покажа дека ваквата соработка е многу битна и ние како факултет и понатаму ќе продолжиме да ја негуваме и да ја унапредуваме ваквата соработка, бидејќи само на ваков начин студентите ќе стекнат практични знаења и вештини. Se snađaš, se podobro izgledaš, neka te vodi život od tamo kaj što si najsrećna. Ne me pozdravuvaš, znam ne ti trebam jas i podobro taka da ne vidiš kako bez tebe propadam.
те радува. Во мене ладни ветрови веат и есенски дожд долеат. Во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам. Во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам, во срцево умирам. Во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам. Во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам, во срцево умирам. Во срцево умирам. Кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, да кажеме уште дека на третиот отворен ден Укло и пријателите, студентката Ева Нешковска од Педагошкиот факултет Битола доби пофалница за талентиран студент, а се додели и благодарници Укло амбасадори на студенти спортисти. Во изложбениот дел Ден на кариера, единиците на Укло пред присутните на настанот ја представија својата образовна понуда, можностите за мобилност, проектите, лабораториите, програмите и центрите на Укло, а 20 на компании од регионот ги презентира можностите за стипендирање и вработување. Настанот, кој беше реализиран со обединување на капацитетите и ресурсите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола преку Центарот за кариера, алумни до животно учење на Укло, се заокружи со забава на која присутните имаа можност да ги пробат и специјалитетите подготвени од студентите на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид под менторство на доцент доктор Климент Наумов. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако.
zabranува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и кушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Укло FM, Битола, мај 2024 година. Укло FM 90,8.